Почитувани тестатори, на денот на тестирањето, најдоцна до 9:45 часот, од директорот на училиштето го добивате испитниот материјал за просторијата за која вие сте одговорни. Испитниот материјал се состои од кесичка со тестови и коверт со формулар и баркодови. Проверувате дали ковертот и кесичката се со иста шифра. Во просторијата за која сте задолжени, го отварате ковертот и го вадите формуларот за идентификација на ученици, протоколот. Во истиот коверт се наоѓа и лента со баркодови, формуларот за спроведување на испитот и формулар за замена на тест. Согласно протоколот, во 10 часот започнувате да ги прозивате учениците и секој ученик го седнувате на местото со реден број на ученикот од протоколот. Откако ќе ги сместите сите ученици на соодветните места и отварате кесичката со тестови во која се наоѓа и резервната кесичка за пакување на тестови после тестирањето. Баркодот со реден број 0 го лепите во десниот агол на протоколот. А вториот баркод на резервната кесичка. Имейл во протоколот. Му давате тест и во моментот ги лепите двата баркода со неговиот реден број и тоа. Едниот баркод се лепи на местото шифра на кандидатот во десниот агол на тестот, а другиот во црвената листа за одговори од ученикот во левиот агол на местото шифра на кандидатот. Многу е важно да знаете доколку некој ученик е отсутен. Баркодот со неговиот реден број останува на лентата, односно не го користите. За овие ученици забележувате во протоколот дека се отсутни и местото за подпис останува празно. Точно во 10:15 часот испитот мора да започне. Многу е важно да му кажете на учениците дека одговорите од прашањата што се дадени во црвената листа треба да бидат пренесени во истата. Учениците кои завршиле со испитот го предаваат тестот кај вас и се потпишуваат во колоната предал на соодветното место. При тоа, вие задолжително проверете дали ученикот ја пополнил црвената листа откако ќе истече времето за испитот. Вие сте должни да го спакувате испитниот материјал на следниот начин. Проверувате дали ви се вратени сите тестови. Сите употребени и неупотребени тестови заедно со протоколот, лентата со останатите баркодови, искористената кесичка ги пакувате во резервната кесичка. Кесичката ја затворате во присуство на најмалку 2 ученици. Кои се потпишуваат во формуларот за спроведување на испитот. Останатите формулари ги пакувате во ковертот. Ковертот и спакуваната кесичка ги враќате кај директорот на училиштето. Важно, вие како тестатор сте задолжени и одговорни за почитување на процедурите за време на испитот, спречување на евентуални нерегуларности, особено внимавајте на обидите за препис, пополнување на формуларот за спроведување на испитот. Доколку имате потреба од дополнителни информации, побарајте ги во упатството за тестатор или обратете се во Државниот испитен центар на телефон 02 3 216 299.